правилна грижа и нега на нашата кожа во текот на есенскиот период, но исто така и повеќе ќе се задржиме на сувата и распукана кожа, која што е се почест проблем во есенскиот и зимскиот период, односно во студените денови. Како да се заштитиме и како правилно да ја негуваме нашата кожа, во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, доктор Горица Дачевска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро, поздрав до студио и поздрав до сите ваши гледачи. На самиот почеток ќе прашам дали само ниските температури играат улога за таа распукана и сува кожа или пак можеби генетиката, можеби таа недоволна нега и грижа соодветно? Дефинитивно дека генетиката игра улога, меѓутоа знаете како сите ние носиме ген за нешто, но дали тој ќе се активира или не зависи најповеќе од нас. Точно е дека овој временски период се повеќе се гледат пациенти и доаѓаат со таков проблем на испулкана кожа и најчесто тоа се гледа во пределот на рацете. Кожата е најголем орган на нашиот организам и кожата е орган кој памти. Многу често доаѓаат пациентите и кажуваат: "Ама докторка, јас сега толку многу се грижам за моите раце, воопшто не ги мијам со сапун, него толку користам маслени купки", но не е тоа само за еден ден. Конкретно, значи маслените купки да се препорачуваат, но тоа треба да трае да почнеме многу порано. Сега од септември како што тргна, многу број дечиња доаѓаат со таков проблем. И знаете како, не е само испуканите раце, дечињата дали имаат, дали немаат услови, дали правилно ја спроведуваат личната хигиена. Многу често слушаме: "Па докторка, ние не ни можеме, не имаме со што да си ги измиеме рацете, туку само со вода." Така да најповеќе почнува таа сува испукана кожа, али се јавува со секундарни бактериски инфекции. Многу често родителите почнуваат дома прва помош да дават, некогаш е таа прва помош соодветна, некогаш не е, и најчесто завршуваат кај нас. Така да одредени ситуации од, да кажеме, една банална промена на раце знае да се заврши до таблетарна антибиотска терапија. Конкретно, кај дечињата многу е битна хигиената, многу е битна правилната едукација како и со што да се мијат. Веќе кога ќе се сретнат еднаш родителите со таков проблем, па конкретно и самите деца, понатака многу повеќе се обрнуваат внимание, носат дури и од дома со специјални средства, па ќе види едно другарче: "Дај јас да пробам", и така начинот на одржување на хигиена почнува пополека, да кажеме, и да се покачува. Но исто така пациенти кои имаат хронични заболувања, конкретно кои имаат проблем со тироидна жлезда, каде што таа сувост на кожа е многу изразена. Ајде да кажеме, па и пациентите кои веќе имаат искуство и знаат, доаѓаат да прашаат: "Докторка, дали има нешто ново, плюс, подобро од прошла година, некој нов производ, да го пробаме да го спречиме, да го превенираме тоа." Доаѓаат, но новите, да кажеме, пациенти кои сега се сретнуваат со проблем со тироидна жлезда, они учат, доаѓаат, се информираат, прашуваат и барат информација: "Докторка, да не станам јас како мојата пријателка во раце." Така да ние и немаме веќе пролет, есен, односно лето, есен, зима. Ние имаме од многу топло и наеднаш многу се заладува. И кожата не е толку, да кажеме, и спремна да помене од многу топло на многу ладно. Така да тоа е овој временски период најчест каде што се јавуваат пациенти со ова. Исто така, во последниот период се сретнува таа сувост, таа атопија, најчесто припадна имунитет. Имаме сега доста вируси и зависно од имунитетот, меѓутоа најчесто страда кожа. И таа сувост на кожа, таа атопија, многу често ја гледаме во пределот околу очите. Воопшто не е пријатно, да, како зацрвенување, како перутање,
И почнуваме, нели, мислејќи дека, еве, ние, жените, дека ние можеби од мејкапот, почнуваме, нели, сами да си бараме, нели, начин како да го средиме и меѓутоа тоа го гледаме и кај помалата возраст. Што е многу битно да се каже? Сите ние имаме дома, нели, домашна аптека и почнуваме дома сами да се лекуваме. Јас не викам дека не, меѓутоа многу често пациентите грешат во првата помош. Ова дали значи дека не постои универзален лек и превенција туку за секој индивидуално? За секој индивидуално, меѓутоа во овој период, во случај ако приметиме било прв пат се сретнуваме, подобро е да си побараме веднаш стручна помош, отколку ние дома да си нарисуваме рибино масло, да си нанесуваме Павловичева, да си нанесуваме кантарионово масло. Да, тоа е се супер, тоа се во ред, меѓутоа не секогаш ќе ни помогне. Сите ние дома имаме кортикостероидни масти. Да, тоа решава многу брзо, го решава проблемот, меѓутоа многу кратко трае ефектот. Да, јас ординираме ние кортикостероидна терапија и треба, нели, да се применува, не треба да се плашиме, меѓутоа да биде сепак тоа препишано, сепак тоа ординирано од стручно лице. Ако немаат време, дерматолог, тогаш и од матичен лекар, но да се постави точна дијагноза, да се даде соодветна терапија. Ви благодарам многу за сите информации, што имавме можност на некој начин вака утренски да ги едуцираме нашите гледачи. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите совети беа добредојдени. Она што е најважно да го запаметиме дека се зависи буквално од нашиот имунитет, дека првенствено треба да се грижиме и да го зајакнеме нашиот имунитет, а потоа се останато. Доколку дојде до сува кожа и кајва, сува и распукана кожа, најпрво се препорачува консултација со медицинско лице, дали без разлика дали станува збор за вашиот матичен доктор или пак дерматолог, а потоа со соодветни препораки, соодветни лекови да се надеваме дека ќе го решите вашиот проблем.